Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на целосно реновираната агенција за вработување и Центарот за социјални работи во Виница, чии објекти добија модерен и современ изглед, а вработените добија поквалитетни услови за работа и прием на барањата на граѓаните. Ова целосно обновување на институциите во општина Виница се дел од еден поголем проект кој што го финансираме преку ИПА програмата на Европската унија, за кој што обезбедивме околу 2 милиони евра за реновирање и обновување на над 42 објекти ширум Република Македонија. Станува збор за 18 центри за социјална работа, 12 дневни центри за деца со пречки во развојот и 12 центри за вработување ширум Република Македонија, кои што добиваат нов модерен изглед, современи услови за работа. Што се однесува за обнова на центрите за социјална работа и дневните центри за лицата со посебни потреби, активностите се на половина од реализацијата за нивна реконструкција и се очекува да заврши во наредниот временски период. Во текот на изминативе 5 години отворени се 2 нови градинки во селата Трисино и Стибања. Во новата детска градинка, според програмата за енергетска ефикасност, се е заменето системот за затоплување, односно е инсталирана печка на пелети и со тоа се намалени енергенсите кои што се трошат скоро за половина. Доградена е нова ламела и овде е зголемен капацитетот за чување на деца, некаде за околу 30 деца, и старата градинка, исто според програмата за енергетска ефикасност, заменета е старата фасада со нова фасада и овде е заштедата на енергенција некаде намалена за половина. Доградена и овде ламела, некаде околу 25 за 25 деца е зголемен капацитетот. Инаку, општина Виница е општина со најмал број невработени лица во Републикава. Моментално изнесува околу 1850, од кои 1117 се пасивни баратели на работа и околу 739 се активни баратели на работа. Општина Виница е одличен пример за соработка помеѓу локалната и централната власт, а активностите се дел од проектот за континуирано унапредување на условите за работа на институциите што се под Министерството за труд и социјална политика.